Контроверзната италијанска компанија Leonardo Helicopters, која што ја пратат скандали во светот, а и кај нас, ќе опреми армијата со 8 хеликоптери тешки 230 милиони евра, но министерката за одбрана Славјанка Петровска тврди дека тендерот е чист и се е според закон. Таа детално објасни дека 3 години тим на армиски експерти правел анализи, па нејасно е како тие дошле до скандалозниот производител на хеликоптери Леонардо. Уште позбунувачки се изјавите на министерката, бидејќи Леонардо последнава деценија се поврзува со коруптивни скандали во Колумбија, Јужна Кореја, Индија, Панама, Индонезија и Норвешка, но Петровска цврсто им верува на италијанците. Кажав дека ако има било каков сомнеж за корупцијски скандал, јас сум подготвена апсолутно да се соочам со тоа, ако има било какви докази, а јас сум уверена дека нема докази, бидејќи верувам во исправноста на одлуката која што интегрираниот проектен тим ја донесе. Неколку компании беа вклучени, веројатно бидејќи станува збор за огромна сума на средства, можеби некои од нив се незадоволни што не добиле, меѓутоа во секој случај мислам дека е неблагодарно професионалците во армијата да ги обвинуваме за било каков корупцијски скандал. И покрај скандалите за корупција во светот, Леонардо сепак на 100 дена пред избори доби тендер вреден стотици милиони евра. Но министерката Петровска и за ова има фантастично објаснување. Опремувањето на армијата и зголемувањето на одбраната на нашата држава ништо не може да ги запре. Прво ме прашавте зошто во време на избори се прави оваа набавка, затоа што оваа набавка е планирана согласно долгорочниот план за развој на одбранбените капацитети. Тоа е во рамките на законот и апсолутно нема никаква законска пречка оваа набавка да биде спроведена. Под број 2, затоа што оваа набавка е започната согласно позитивните законски прописи уште во 2019 година кога е со формиран интегриран проектен тим. Пред неколку дена опозицијата обвини дека изборот на Леонардо е уште еден коруптивен скандал, бидејќи според сознанијата на пратеникот Александар Николовски, на конкурсот се пријавил и француско-германскиот огромен конзорциум, уште еден шведски и еден американски производител, но изборот паднал на Леонардо и тоа на само 100 дена пред избори. Имено летото 2019. Опозицијата го обвини Рашковски дека е вмешан во тендерска афера за набавка на радарски систем за летање за потребите на македонска навигација, и тоа од истиот Леонардо. Откако беше објавен аудио разговор со транскрипт во јавноста, антикорупцијска проверуваше, но не направи ништо, а обвинителството за организиран криминал исто така не најде ништо спорно. Овој пат 8 хеликоптери треба да стигнат во Македонија до крајот на 2028, а министерката како среќна околност го најави плаќањето на рати на фантастичните 230 милиони евра.